Клучната тема, зошто агресија, зошто насилство. Во оваа недела ни се случи убиство на средношколец. Јавноста се дигна на нозе, од една страна да се казнат насилниците, од друга страна стручната јавност го вклучи алармот и уште еднаш потсети дека се менува само формата. Агресијата е уште од меѓуетничките тепачки по автобуси, смена со смена, па го демолира, се сеќавате, химиското училиште, со нож, со метални шипки, напад во повеќе училишта, малтретирање и сега последното, ако е последно, тепачка која заврши со убиство. Мојот став е дека поставување камери во училишта обезбедувачи е само бизнис и регистрирање на состојбата, блага превенција. А во што е проблемот? Со проблематичните, тоа е посериозен проблем. Токму тоа го и прашувам моите соговорници, психолози, експерти, граѓански активисти и институциите, сите во функција на експертска јавност. Кај кого е вината? Проблемот е многу посложен од колку што на прв поглед ни изгледа или при обидот за здраворазумско толкување на тие настани, барањето на основните причини. Каде почнува се тоа? Значи, за да се објасни агресивното однесување на децата или на луѓето воопшто, тогаш сигурно се тргнува од самата манифестација. Но кога ќе се обидете да проникнете во причините, дали индивидуални, ситуацијски, социјални, ќе видите дека приказната се шири. Не може наеднаш и еден одговор да се даде. Родителите сносат голем дел, да кажем, од одговорноста, не од вината. Но кога ќе се случат вакви немили настани, уствари почнуваме да размислуваме што ние сите можеме да направиме за тие деца. Затоа што тие деца поминуваат и системот за образование, поминуваат, живеат во средината во која што ние сите се наоѓаме. Значи, не можеме да кажеме дека единствената и најголема вина лежи врз родителите. Секогаш кога се повторуваат нештата и кога на време не се превземаат мерки за одговорност, кога ќе настане најлошото, трагично, по животот на младото момче, без превземање на одговорности и одредени превентивни активности е задоцната реакција на жалење, на барање, на да се приведат, да се казнат сторителите и така натаму. Значи, недостасува еден континуиран превентивен програм, една мобилизација на цела заедница, со тоа што без детектирање на проблемот и без барање на одговорност не ќе може да се реши ова, затоа што повторно може да се случи ваков и слични инциденти. Тоа се децата, учениците кои учат во тоа училиште, наставниците кои не треба да водат сметка само за успехот, независно од квалитетното образование, колку е квалитетно, колку не. Воспитната компонента е запоставена, поведението е отстапува простор на агресивно однесување. Добро, господин министр, зошто ни се случуваат насилствата? Од каде толку агресија? Агресијата, мислам дека произлегуваат повеќе фактори. Јас и во изминатите неколку денови говорев за повеќе од тие фактори. Еден од факторите е семејството, мислам дека тоа е клучниот фактор. Следни фактори се факторот на оние насилни серии кои што постојано ги гледаме на телевизиските екрани, фактор на насилните игри кои што ги практицираат малолетниците. Еден фактор исто така што голем дел од малолетниците се во таа возраст и се идентификуваат со негативни ликови. Има и други фактори како што се намалениот авторитет на наставниците кои што во изминативе деценија и пол некако успеавме да го деградираме максимално. Значи дека ги изгубивме критериумите и вредностите? Тоа значи дека имаме сериозна морална ерозија во општеството. И меѓутоа она што најмногу мене ме плаши е дека тоа не е изолиран случај во Македонија, него дека тоа се повеќе станува еден глобален феномен. Насилството е присутно и потребна е мобилизација. Тоа не е проблем на една влада, тоа е проблем на сите, но најголема на родителите кои трчајќи по парите или носејќи ги со себе проблемите заборавија на елементарното, на воспитувањето.
Еве го предупредувањето низ бројки и истражување не од денес, туку од 2009-та. Ништо не сме преземале. Според тоа истражување направено во 41 училиште од 5 до 8, како и средни училишта во 16 општини во Македонија, во различни етнички средини, се добива една слика која од секогаш предупредувала дека не се работи доволно на овој сериозен проблем. Еве ги деталите. Кога станува збор за насилството во училиштата, не ни изненадува толку податокот што 57% од децата познаваат деца кои биле удрени од страна на наставник, професор, колку податокот што 35% од децата се информирани за постоење на насилство од страна на деца врз професорите, наставниците, што оди во прилог на зголемување на насилствата. На прашањето дали во твоето училиште се случува насилство, дури 56% од учениците одговориле потврдно, а 14% од нив одговориле дека тоа насилство се случува секојдневно. Во средните училишта насилството е за 6% позастапено отколку во основните. Во истражувањето, децата ги дефинирале следните облици на насилство во училиште. Погрдни имиња и прекари 65,7%, навредување и пцости 58,6%, ширење невистини, озборувања 56,1%, удирање, тепање со високи 55,6%, заканување со физичко насилство 48,1%. Меѓу облиците на насилството кои постојат во училишните средини се вбројува и сексуалното вознемирување за кое 9% одговориле потврдно. Сметаме дека оваа бројка е поголема, бидејќи голем дел од децата не знаат што се подразбира под сексуално вознемирување и најверојатно бидејќи во училиштата не постои сексуално воспитување, а дел од нив се срамат да признаат. На прашањето дали познаваш дете кое професор, професорка го удрило, 57,4% одговориле позитивно. На прашањето пак дали си информиран за случаи на насилство на ученик врз професор, професорка, потврдно одговориле дури 35%. Но кога ги запрашавме на кој начин професор удрил дете, одговорите се шлаканица, стап, креда или клоца. Од друга страна пак, како најзастапени облици на психичко насилство помеѓу професор, дете се среќаваат следниве категории: навредување и погрдни зборови. Инаку повеќето случаи на насилство во училиштето остануваат невидливи затоа што децата се плашат да кажат. Децата треба да се охрабрат да зборуваат за насилството затоа што молчењето го отежнува решавањето на проблемите. Вулгарните зборови се прв облик на насилство од страна на децата кон професорите, за разлика од професорите кон децата, кога шлаканиците се на прво место. Натаму за насилство во семејството, помеѓу врсници и насилството на улица. Според истражувањето, 64% од децата одговориле дека во нивните семејства нема насилство, додека пак 21% од децата се изјасниле дека има насилство, од кои 2,3% одговориле дека тоа се случува секојдневно. Но иако 64% од децата одговориле дека нема насилство во нивните семејства, на прашањето дали биле удрени во семејството, 41,6% од децата потврдиле дека биле удрени во семејството, што е за само 15,8% помалку од процентот на децата кои биле удрени во училиште, како и потврдата дека 35,9% биле удирани на улица. На прашањето дали ти се случило ти лично да удриш, тепаш некој член од твоето семејство, со да, одговориле 15,5%, од кои машки се 14%, а женски 18%. Во однос на психичкото насилство пак, најизразени категории се навредување 30% и исмејување 18%. Ова е најизразено кај учениците од трета година, 45% навредување, 24% исмејување. Според децата истражувачи, најверојатно тоа се должи на тоа што станува збор за повозрасни деца кои се физички и ментално поразвиени и врз кои родителите не може да применат физичка сила. Слична процентуална застапеност има и во спротивната ситуација, кога децата лично навредуваат или смејуваат некој член од семејството. Интересни се показателите и за насилството помеѓу врсниците. Повеќе од половината, 64,2% од децата одговориле дека е присутно насилството помеѓу нив. Ти одговориле дека најчесто како облик на насилство е употреба на шлаканица, па веднаш потоа е насилството со вулгарни зборови или закани. Највисок е процентот на децата кои одговориле дека биле навредени од соученик.
Не е занемарувачки бројката на деца кои одговориле дека лично удриле некој врсник, 21,8%, со поголема застапеност помеѓу машките и исто така повисока е процентуалната застапеност помеѓу средношколците отколку кај основците. Според резултатите од анкетата, дури 65% деца одговориле дека постои насилство на улиците, од кои 22% се изјасниле дека тоа се случува секојдневно. На прашање каде може да се обратиш за помош, децата главно не знаат каде да побараат помош, иако ги навеле итните служби информации 192, 193, 194 и 188, а потоа SOS линиите, од кои SOS телефонот за деца и млади го знаат само 25% од децата. Полиција 192, SOS телефонот за деца и млади 0800 122 22. Значи проблемот не е вчерашен, но моите соговорници констатираат дека за жал секогаш реагираме постфестум. Она што ни се случи со несреќно загубениот живот на матурантот Јашари не е само предупредување, туку неодговорност и трагедија како последица. Сторителите се притворени, а другото, сета политичка злоупотреба е примитивизам и нечовечност. Трегој, не хуманитет тмат, не хероизм тмат, памо се шичува спад комци, качен Македон, апо качен Турк, апо качен Бошњак, апо качен Рум, а качен Шчиптар, доре ти у качу, коме ти е качу надвен, кутуе синдоје ти влезли тебе, туке мо се менду, се јете си со смгелјати, ти е каплю јетем за Аллахут. О, мрзот. Nuk kom besuar që kjo do më ndodhje mu. Qaja të terapeutsky shallam. Krejt tanë zakon shumë shok e mirë për krejt. O, ka konë gjallë, veç me busqeshe, veç nuk e di si tëmë, nuk e di gjithë të tëmë qeter. Kërkuj mos i ndosë, mu më ka ndosë. Мухамед беше многу храбро дете, токму сакајќи да му помогне на својот другар, трагично го загуби својот живот. Сите ние треба да бидеме горди што го имавме Мухамед за наш ученик. Пошел бит нашиот најдобар другар Мухамед Али и дека тој ја издаде, тој за нас направи се. Ни беше другар на сите, иако може би не го познававме сите. За наш соученик, за наше дете, да го следиме неговиот пат, неговиот миролюбив пат, неговото другарство, нека почива во мир, иако ќе бев многу среќна да бевме собрани на неговата матура. Па што да кажем, тоа што се десило, требало да се деси така, не можеме никога да откриеме, беше што беше тоа. Имам порака до учениците да имат полука од ова, да не дојде до несакани последици, да се работува со професорите, со останатите што се во школата. Мислам дека и повеќе од тоа. Така беше не само во школата, и во селото, и со сите беше така.
можеме да прашаме што ние како општество се направиле за тие деца, што прави образовниот систем, значи или воопшто дали тоа третирањето на тие деца, затоа што сигурно биле и проблематични и претходно, дали дошле во контакт со стручни лица, дали претходно им е понудена помош, дали е работено со нив. Затоа што ако не можеле родителите? Имаме впечаток, значи и преку нашите СОС телефони, преку бесплатната правна служба, дека не сакаат сите психолози и педагози да се замараат со агресивните ученици. Едноставно агресивните ученици остапуваат простор, завземаат се поголем простор за сметка на оние кои одат да се образуваат и да се едуцираат. Од каде е агресија? Агресија, многу индикатори има за агресија. Значи, вие како медиум можете да продуцирате агресија, политичките партии со нивниот говор на омраза, нетолерантно општество, значи воспитно-образовниот процес не ни е сведен на култура на мир, на култура на меѓусебна почит, разбирање, не се вградени сегментите на мировно образование во сите предмети, не се работи доволно со учениците во нивното слободно време, нема едукативни, креативни работилници, нема дебати, нема форуми, не се почитува доволно детското мислење, децата, учениците не се вклучени во креирање на нивните потреби во училиштето, иако во некои училишта има кодекс на саморегулација, и тој не е доволен затоа што тука треба да се вклучат и родителите, и наставниците, и учениците. Значи еден начин на меѓусебен договор, принципи, вредности, норми, кои учениците, родителите, со активно учество на родителите и наставниците, кои треба да водат сметка што се случува со децата, а не со училишниот звон да се исклучат од потребите и проблемите со кои се среќаваат децата, да бидат активни чинители на превенирање на насилство. Да одиме на оно што е суштинското. Прво, родителската грижа или не грижа? Колку влијае? Сите наоди, истражувања во странство што се вршени до сега укажуваат дека значаен фактор се родителите и дека се инсистира на поголема вклученост на родителите во образовниот процес. Поголемата вклученост не значи само заинтересираност, туку и будност, посети во училиштата и како да речем, следењето на детето во смисла на тоа како го користи слободното време, со кого другарува и така натаму. Не во смисла на да речеме целосна контрола, но да знаат родителите со кого нивните деца се дружат, како го поминуваат слободното време и така натаму. Како вие граделе таа пирамида, кои се елементи влијаат? Еве рековме еден дел се родителиве, потоа вториот дел колку медиумите влијаат, колку дружењето влијае, колку средината влијае. Ви кажав пред малку дека ако се тргне во систематска анализа на каузалната структура на насилните акти или разните манифестни форми на агресивно однесување, ќе видите дека ќе дојдете до многу причини кои се поврзуваат со тие манифестации. Но, кога ние вака здраворазумски се обидуваме да го објасниме тоа, ние најчесто ја применуваме хевристиката достапност. Таа прва информација или пример, асоциација на настано што ќе ни дојде на ум, ја сметаме како најрелевантна, а таа може да не се покаже како тако. Например, факт е дека денеска во наши училишта како наставниците губат контролата во образовниот процес, ме разбирате. Кога родителите ќе дојдат на родителски состаноци, тие обично вината ја префрлаат на наставниците, а наставниците велат ние сме немотни, што да правиме кога ни доаѓаат такви деца, ме разбирате. Кај дефинирате одговорноста? За одговорноста мора да се зборува во вакви ситуации. Одговорноста дефинирам пред се во општеството, одговорноста дефинирам за губењето на етичките вредности, се помалку губењето на линкот помеѓу семејството и родителите и децата, нешто што го запоставивме во таа трка по пари, во многу политика, во многу обвинувања, во раслојувања, во социјални нееднаквости и така натаму. И мислам дека на тој сегмент најмногу треба да обрнеме внимание. Ова го зборам од аспект на тоа ако сакаме нешто да постигнеме. Инаку за политичка одговорност во секој момент можеме да разговараме. Не се согласувате со оставките како дел од одговорноста?
Постои морална одговорност, се согласувам со тоа. Директорката вчера поднесе оставка, иако сметам и смета все уште дека таа е една од директорките која беше многу проактивна, која успеа во едно училиште со мултиетнички состав, со повеќе заедници да направи една многу силна кохезија, една многу силна интеграција. Ја лично како министер не побарав од незе одговорност за овој инцидент што се случи. Мислам дека одговорноста нема да промени ситуацијата. Ниту оставката на директорката, ниту не знам оставка на градоначалник на град Скопје или моја оставка нема да го реши проблемот. Имаат ли концепт педагозите, психолозите во училиштата, освен она се случува инцидент, доаѓа, не треба така да правите, се враќа пак во средината? Не, тие да ви кажам, вулгаризирам, но секојдневно нивната работа, како да ви кажаме, вклучува активности на давање помош од таква природа. Разбирате, само што ние како јавност или вие како јавност реагирате кога ќе се случи некој навистина трагичен инцидент. Психолозите, педагозите ги доживуваат како крајен инструмент мерка за санкција, а не за превенција. Значи, кога ќе те прати наставникот кај психологот, веднаш учениците знаат дека тој нешто сгрешил. Психолозите, педагозите немаат таа задлабочена превентивна улога. Нивниот изговор е дека имаат 300-400.000 деца во едно училиште не може да постигнат. Отсуствува координација со центрите за социјална работа, бидејќи ние инсистираме како прва детска амбасада секој училиште да има социјален работник, од едноставна причина социјалниот работник е тој кој може навремено да детектира семејствов ризик, дисфункционално семејство, бидејќи најчесто корисници на социјална помош се тие семејства, да поведе, да даде свое мислење на психологот и педагогот за да може да се работи навремено со оваа деца, со оваа група на деца кои најчесто ги причинуваат и овие инциденти. Може би се виновни, да, многу. И што потоа? Дел од вината е сноси целото општество. Значи, како ние како општество продуцираме такви личности, како ние продуцираме такви млади лица, наместо да си ја префрламе вината, може би било добро ние сите да размислиме што би можеле да направиме за да не дојде до вакви или да ги сведеме барем на минимум. Што би било систематска природа? Па еве можам да ви посочам еден таков приод што е применет во Норвешка на почетокот на 80-те години. После неколку самоубиства на ученици во основно училиште, ја сваќаат значи сериозноста на проблемот и се обидуваат да ги вклучат голем број, значи многу, околу 90.000 деца во Норвешка, изработуваат програма во која се вклучени на програма која вклучува активности на различни нивоа, значи не само училишните психолози, педагози и така натаму, туку и директорите, представниците од локалната заедница, медиумите и така натаму. И да ви кажам дека таа програма после 20 месеци од примената даде навистина неверојатно ефикасни резултати. Според изјавите на учениците, 50% од она што се случувало, за 50% се намалени бројот на насилните акти во училиштата. Што значи, можно е да се редуцираат, но навистина треба еден системски приод. Социјалните служби да работат и со родителите, затоа што може би тие деца потекнуваат од проблематични семејства. Очигледно дека таму во семејството нешто се случувало. Значи, каде се социјалните служби за да види што се случува во тоа семејство, како тие деца растат, во кои услови растат, кои пораки ги добиваат од семејството, како они дошле да изгледат такви системи на вредности, како дошле до тоа да своите проблеми ги разрешуваат на таков начин. Значи, тоа би требало да биде нешто, како да кажам, добро обмислено, со многу стручњаци, со многу луѓе кои ќе бидат во тоа вклучени и да постават системи, начини,
на реагирање, да постават критериуми. Значи тоа би била една голема баш онака глобална работа во која би можеле многу луѓе да бидат вклучени и да се направи некој систем на помош. Некогаш родителите и покрај тоа што сакаат, не можат. Инцидентите настануваат меѓу младите и во школскиот двор, надвор од школскиот двор. Значи, децата ако се препуштени сами на себе и не се работи со нив после училиште или за време на училиште, едноставно тие нивната агресија ја пренесуваат надвор, во училишниот двор. И многу инциденти така се случија во последните неколку месеци. А оно што нас не загрижува наставно што се случи во Драчево, кога едно дете беше прободено со нож. И таму имаше исто удирање со шипка во глава. Не се превземи и тогаш одредени превентивни активности, санкции, се заговара, значи, дека безбедноста ќе се гарантира со обезбедување на видеокамери и за вработување на 1 до 2 кои ќе гарантират безбедноста, но овие што работат во службите за безбедност многу се фокусирани внатре што се случува во училиштето, не надвор во училишниот двор или пак пред училишниот двор. И едноставно конфликтите кога не се решаваат на време, нема концепт, стратегија, би рекол, за миролюбиво ненасилно разработка на конфликтите настануваат и тогаш нема кој да ги превенира. Наставниците не се доволно сензибилизирани и обучени за таков тип на комуникација со децата. Американците уште пред неколку децении го забележуваат овој проблем. Мислам да оние кои што се занимаваат со насилството по медиумите и какви потенцијални ефекти може да има. И пресметале дека еден ученик што завршува до завршувањето на основно училиште ќе биде соочен со 8000 убиства на медиумите и околу 100.000 насилни акти прикажани на медиумите. Можете да мислите каква бројка е таа. И тоа значи дека и нашиве деца постојано се соочуваат со насилството на медиумите, а уште повеќе да речеме со зголемувањето на бројот на видеоигрите и достапноста на тие видеоигри, насилни игри. Што е сликата со насилството во видеоигрите? Па, видите, во едно истражување што го правевме ние пред неколку години за играњето, за да утврдиме дали постои поврзаност меѓу играњето видеоигри со насилна содржина и манифестациите на агресивните поставки во училиштата, не најдовме некој висок степен на поврзаност. Единствено како релевантен фактор се покажа местото на играњето на видеоигрите, односно се покаже дека оние деца кои што играат видеоигри во игротеки, значи кои што играат групни игри, тие покажуваат поголем степен, односно манифестираат поголем степен на агресивни поставки кон своите соученици. Така што пак тоа не може, како да кажам, да се поврзе со местото на играњето, ама може посредно да укажува на непостоењето на родителската контрола на она што децата прават во слободното време. За илустрација, во истиот ден кога се случи несаканиот случај во ГУЦ Здравко Светковски, кога беше убиен еден ученик, во исти ден во Бразил еден друг ученик со пиштол утепа 12 своји соученици. Во Бразил и во истиот ден во Англија професорите излегоа на протест против родителите, против учениците и недисциплината во училиштето. Рекоа не можеме ние повеќе да предаваме во училиште. Значи, на три сосема различни држави, со различен ниво на развој, со различен број на жители, различни проблеми и предизвици, се случува еден ваков ист феномен. Затоа реков, феноменот е многу глобален. Го најавувам вториот блок реклами, а потоа заклучоците на моите соговорници. Дали изолација на проблематичните, колкави се казните, кои се новите протоколи, кои ги подготвува државата за неодговорните родители, се тоа по рекламите. Конфликтите доаѓаат како резултат на препукување она што го слушаме од политичките партии кои не внимаваат доволно на говорот на омразата, на јавните медиуми. Ако би требало да направите некаква пирамида на што се влијае. Значи, од пирамидата секогаш е одговорност на родителите број 1.
тука не можеме да ги амнестираме родителите од одговорност. Значи, говорот на омразата може да биде и дома. Ако не се не се комуницира на соодветен начин дома, детето го превзема моделот на родителот. Значи, ако наставникот, психологот, педагогот не превенира насилство или ги поддржува таков тип на комуникација, детето го зема моделот на воспитувачот. Моделот може да биде и медиумот исто така. Значи, детето се идентификува и има потреба да ја оправда улогата на главен јунак, посебно кај на агресивна структура на деца, кои на тој начин пополнуваат празен простор во однос на дисфункционалност, неисполнетост во образование, недоволна посветеност на образование и така натаму, а вклучително и интернетот. Јас сум запрепастен кога ќе појдам на родителска средба и кога класниот раководител едноставно ќе говори само за оценките и успехот, а никако не говори за конфликтите и насилствата кои се случуваат секојдневно како појава. Ниту ја презема одговорноста, ниту ги повикуваат родителите од страна на психологот, педагогот, што се случува во училиштето, евентуално да се направи еден здружен обид на комуникација меѓу двете, трите страни, за да се превенира насилството, зашто насилството според нашите истражувања е секојдневно. Значи 2/3 од децата велат дека секојдневно има насилство, вербално, психичко и физичко во училиштето. Што со тие деца, има многу проблематични деца дефинитивно во училиштата, помалку или повеќе, меѓутоа дефинитивно ги има. Велите има различни облици на насилство кое што се случува врз децата. Како со тие деца? Меѓутоа има и тврдење дека родителите, конкретно на тие проблематични деца воопшто и не доаѓаат во училиште. Знаете, концептот на удирање на стапче по раката кој беше во изминатото време, и силна почит или страхопочит, како велат, кон наставникот како авторитет, веројатно се изместени од контекстот со заговарање на човекови права, права на деца и така натаму. Иако нашата заложба за заштита и одбрана на правата на децата не значи и децата немаат обврски. Што да направиме? Да ги осудиме? Да ги изолираме? И до кога ќе ги држиме изолирани? Што ќе се случи кога ќе ги пуштиме после? Кога они знаат дека веќе било изолирани од општеството, дека веќе се означени, ја не знам што ќе биде последицата. Дури ме плашат такви последици. Мора да се градат партнерски односи помеѓу родителите, наставниците, ако сакаме да или училиштето воопшто, ако сакаме да постигнеме подобри, да речам, подобро да имаме подобро социализирани деца и да обезбедиме нивни правилен раст и развој. Едноставно отсуство на комуникација и недоволна меѓусебна информираност за одредена состојба доаѓа до можност за потенцијален конфликт. Ако во едно училиште не знаел класниот психологот или педагогот дека има организирани тепачки, дека има насилство, дека децата едноставно не пријавуваат насилство, тие нас не се жалат, велат, па не доаѓаат, не ни пријавуваат насилство. Нашиот одговор е исто како и SOS телефонот. Децата не веруваат во институционална заштита, затоа што прво не се сигурни дека нивниот интегритет ќе биде заштитен како анонимен дојавувач кај психологот, педагогот, не сака да бидат препознаени пред своите другарчиња дека дојавиле одреден случај, а ниту пак има систем на сигурна заштита на таквите дојавувачи од страна на институциите. Значи, тие се спори во реагирање, недоволно ги заштитуваат децата, не само жртви, туку и сведоци. А ако едно дете кој е жртва и неговото другарче кој е сведок не го пријави насилството на време, тогаш многу едноставно може да се очекува дека следна жртва може да биде тоа дете што било сведок. Училиштето ние, искрено да ви кажам, ја лично го доживам како воспитно запоставен систем кај што децата ни учат, а немаме никаков повратен ефект од аспект дека не само што ќе ни бидат образувани децата и ќе ни биде загарантирана безбедноста, туку едноставно со завршување на училишниот час едноставно сите се исклучуваат структури во менаџирање на проблемите со кои децата се среќаваат. Она што мораме да го направиме е во еден дел, како што реков, почнавме да го правиме, тоа се измените на законите за основно и средно образование кои што ги донесовме, во кои што предвидовме родителски школи и токму ваквите ситуации да бидат третирани. Развивме веќе протоколи за советување на родителите од страна на психолозите, од страна на стручните служби во училиштето и развивме и исти такви протоколи за советување на учениците. Советувањето на родителите ќе биде групно, а советувањето на учениците ќе биде
поединечно, во некој случај можеби и групно. Тоа се мерки кои што мораме да ги преземеме од психолошки аспект. Значи мораме да делуваме на тие деца. Да во тие мерки, во тие протоколи се предвидени типови на родителство, како родителите треба да постапуваат со своите деца, како да ги одгајуваат од една страна, меѓутоа и еден добар дел е посветен на комуникацијата, како родителите треба да комуницираат со децата. Јас ќе се согласам со вас, веројатно не сум ги видел тие се добри програми и добри законски решенија или упатства, меѓутоа знаете, имаме закон за забрането пушење, па во речиси во сите кафеа не се пуши. Односно, што сакам да кажам? Она што се соочуваат наставниците. Значи, не е дека тие немаат механизми како, меѓутоа велат родителите на проблематичните деца апсолутно не сакаат да дојдат да комуницираат. Точно. Вие имате одличен протокол, еве и одличен одим, меѓутоа како ќе ги донесете родители? Со казна. Тоа го предвидовме во законот. Тоа беше една од клучните работи кога ја правевме реформата. Што констатиравме? Констатиравме дека најчесто на родителските средби изостануваат оние кои што се најпотребни на тие средби. И затоа рековме, тогаш училиштето, психологот ќе го повика на советување родителот. Доколку родителот не дојде, предвидена е глоба од 200 евра. За родителот кој што не дошол на советување, доколку дојде, ние не можеме да го казниме за родителот затоа што неговото дете покажува асоцијално, антисоцијално однесување, неетички, неморално или чествува во тепачки или други форми на насилство. Меѓутоа имаме обврска како општество да реагираме и да се обидеме заедно со родителот да го спречиме ова, затоа што она што денеска нема да го спречиме, утре прогресира многу негативно. Затоа што велат обично нема проблематични деца, има проблематично однесување на децата. Меѓутоа, пак се сведува на родителот колку тој ќе влијае, па потоа доаѓа нели општеството, системот и меѓутоа клучна приказна е родителот. Родителот е клучната, основната клетка. Значи, знаеме дека и основна клетка е семејството. И тука родителот е тој кој што мора да ги држи работите во контрола. Мора да комуницира со своето дете. Мора да биде заинтересирано за неговата едукација, за неговото воспитување. Еве, ако можеме и отворено да збориме, кога некој ќе направи определен престап или нешто што е неморално, етички, никој не вика овој нема училишна култура. Сите вика овој нема домашно воспитување. Она што дома може да се даде или она што дома може да се пропушти, многу тешко може да се надомести на училиште. Колку училишните установи ја изгубија, можеби повеќе ја задржа она образовна димензија отколку она воспитна? Да, се сврте се можеби на едукацијата, а се занемари воспитната компонента. Занемарувањето на воспитната компонента доведува до оваа морална ерозија во општеството. И затоа се свртевме кон тој дел и ги направивме овие измени на законите кои што предвидуваат една ваква реформа. Паралелно со ова. Значи ова не може да биде единствена реформа. И она што најмногу ме загрижува во оваа реформа и што многу коментираме со професорите и од универзитет, меѓутоа и практичари од основни и средни училишта со кои што работевме, е дека со ова ние и тоа е погубно да го признаеме, нема да постигнеме подобрување на ситуацијата. Она што сакаме, што најмногу можеме да го постигнеме со сите овие мерки е да не дозволиме негативно да прогресира. Значи, тоа е она што не боли. Преземаме реформа, а знаеме дека подобрување на ситуацијата нема. Значи, да не дозволиме да прогресира негативно, да не дозволиме Бразил да се случи во Македонија, да дојде ученик кој што е повлечен, кој што го знаат сите како мирен, да извади 2 пиштола и да утепа 12 свој соученика. Тоа е она што не сакаме да дозволиме да се случи. Добро, тоа не, меѓутоа ние ги имаме тепачките од времето, ги имаме емоции, не знам, Асос, да, целиот тој пакет со автобусите, па ги имаме со носење на оружје. Мислам дека за тоа не треба премногу се размислували воопшто на концептот на образование, односно прво, како да се врати авторитетот на наставниците. Дефинитивно е загубен. Значи имаме од една позиција, значи доаѓам јас од семејства кои што не функционираат, нефункционални, тоа е едниот аспект, а другиот аспект имаме од позиција на моќ. Татко ми е голема личност, да. И кој си ти мене? Сега ќе видиш што ќе ти направи татко ми. Тоа е вака една многу расширена работа и заради тоа ги предвидовме тие законски измени со кои што рековме дека мора да се почитува авторитетот на наставникот. Како тоа го осигуравме, повторно кај нас мора да се осигура, предвидовме глоба од 1500 евра за родител кој физички и психички малтретира наставник. Пред 20 на години ние донесовме и во законите ги вградивме Европската конвенција за заштита на човекови права и заштита на детето, кај што кажавме дека се забранува физичко и психичко малтретирање на децата. Тоа отиде
До таму се вулгаризираше и отиде во сосема друга крајност, да децата се неприкосновени и дури не сме да им се повишени тон, како се вели тоа. Сега, заради тоа да го промениме и рековме не, покрај тоа се забранува и физичко и психичко малтретирање на наставникот и овие промени ги едногласно ги утврдивме во парламентот и од позицијата и од опозицијата. Уште една работа што мислам дека исто така суштински на тероризирани деца и ако може под наводници да ги кажам проблематични или тие кои што тероризираат. Како да ги разграничиме? Јас имав пред некој ден една изјава во која што во тие разговори со овој комитет, со тие психолози со кои што постојано и ние се сретнуваме, ова е постојано тело, ја предложив оваа варијанта на изолација. Ние, знаете, имаме закон за малолетничка правда. Таму се предвидени мерки, таму се предвидени посебни заводи, таму се предвидени воспитно-поправни домови, во заводите може од 6 месеци до 3 години да престои. Не, затоа што обично до сега идеше во ово училиште се тепале, ќе го префрлиме во друго училиште. Значи само го префрламе проблемот, не го решаваме. Само го префрламе проблемот. Затоа тука треба да почне да стапи на сила тој дел на доследно имплементирање на законот за малолетничката правда. Заради тоа и ќе предложам, тоа е следно нешто на кое што работам, во една информација на влада се формира мешовит комитет помеѓу Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за правда, во кој што ќе овозможиме овој закон за малолетничка правда многу подоследно да се спроведува. Значи, тука под надлежност на Министерството за труд се тие установи кои што ги изгрижуваат. Министерството за правда е надлежно за судството и за правосудниот систем, а Министерството за образование е за едукацијата. Мислам дека овој комитет треба да даде одговор на овој тип на проблеми, затоа што проблемот, како што кажавте, тоа и ние констатиравме, не е решен ако се премести од едно во друго училиште. Еден од напаѓачите е токму таков случај, бил преместуван во 2 или 3 училишта предходно. Значи, што сме направиле? Ништо. Да, потребно е, нужно е вклученост на сите, родители, деца, наставници, експерти, институции, без политички поени, бидејќи за еднината станува збор. Само така, заеднички сработено можеме да направиме исчекор кон мирот, успехот и спокојот. Гледајте репризата на Сител.мк и на нашиот блог ние магазин blogspot.com. Многу среќа и останете во контакт со нас.